Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Александра Филиповска, вие гледате Бизнис 21. Тема на вечерашната анализа е состојбата во фондот за пензиско, тема која предизвика бурни реакции во јавноста, особено после препораките на Фискалниот совет да се зголеми старосната граница за пензионирање, односно и мажите и жените од 2026 година додат во пензија на 67 години, но и да се зголеми пензискиот придонес на 19,5% во 2026-та, за да стигне до 21% во 2029-та. Експертите од Советот предупредуваат дека особено последното зголемување на пензиите на 2 пати по 2.500 денари на подолг рок уште повеќе ќе наруши фискалната одржливост на фондот за пензиско. Ќе се одели во пензија на 67 години. Ќе расте ли стапката на пензискиот придонес? Како ќе се санираат штетите од популистичките мерки за раст на пензиите за предизборно привлекување на гласачите на најголемото гласачко тело во државата над 300.000 пензионери? Пракса која се случувала низ годините наназад, па и сега. Дали сметката од политиката ќе ја платат идните пензионери? На сите овие прашања одговори ќе побарам од првиот човек на фондот за пензиско, Никола Мемов. Господине Мемов, ви благодарам што ја прифативте поканата. Поздрав до гледачите, се надевам ќе го задржиме нивното внимание. Јас се надевам. И од Дарко Саздов, член на Совет на експерти на МАПАС. Добре дојдовте, господине Саздов. Добре ве најдовме, ви благодарам на поканата. Сепак, бидејќи темата е актуелна, ќе почнеме од господинот Мемов, она што најмногу ги интересира граѓаните. Знаеме дека одлуката дали би имало зголемување на старосната граница за пензионирање би била политичка на некој начин, но како прв човек на фондот, дали препораките се прифатливи од Советот, од Фискалниот совет, дали се размислува на оваа тема да се зголеми старосната граница за пензионирање и да се зголемат придонесите. Овие препораки знаеме дека не се само сега од Фискалниот совет, редовно ни стигнуваат и од ММФ и од Светската банка. Актуелна е темата. Сакам да нагласам прво дека пензискиот систем во секоја држава е многу сериозна тема и многу комплексна работа. Така да во рамки на една емисија од половина час или 40 минути многу е тешко да се елаборираат сите аспекти на пензискиот систем во било која држава. Исто така сакам да нагласам дека државите, компарацијата на пензиските системи во различни држави е многу тешко исто така да се прави и не соодветна, затоа што условите во кои што функционираат пензиските системи се различни. Во однос на предлогот на Фискалниот совет, сметам дека таму членуваат многу сериозни луѓе и јавноста и институциите, вклучително и владата, многу сериозно треба да ги примат тие препораки и совети од што се дадени од Советот, од Фискалниот совет. Исто така редовни се препораките од Меѓународниот монетарен фонд, од Светска банка за ваков тип на сугестии, на предлози да ги прифати државата. Од друга страна сакам да искажам став дека и вчера во медиумите, односно на порталите излезе информација дека овие се веќе прифатени предлози од Фискалниот совет. Тоа не е точно. Значи во фискалната стратегија до 29 година собранието, односно владата, не се вградени овие препораки. Тоа е сепак мислење на Тоа е Советот. мислење и препорака, меѓутоа тоа не значи дека не треба во иднина да се разгледуваат, не треба да се анализираат и така натаму. Тука имаме два аспекти во ова мислење. Зголемување на старосната граница на 67 години, тоа постепено да биде, не веднаш до 67 од старт, него 65, 66, 67. И вториот аспект е зголемување на стапката на придонес за 0,7% годишно, почнувајќи од 2026 година и со намера да се достигне процентот на придонес до 21-22%. Сега, во моментот стапката на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување
е 18,8%, од кои што треба граѓаните исто така да знаат, од кои што 12,8% се користат за исплата на тековните пензии, додека 6% од тој износ или од вкупната маса на средства што се прибираат како основни приходи, по основ на придонеси, 32% се уплаќаат во друштвата од вториот столб. Практично само 67 или 68% од вкупно собраните средства се уплаќаат во првиот столб и се користат за исплата Точно, но на како пензии. прв човек, кое е вашето мислење? Треба ли да се прифатат овие препораки на Советот за да се санира состојбата која е критична во фондот за пензиско? Фондот за пензиско и инвалидско осигурување нема надлежности и ингеренции да дава мислење, сугестии, дали треба нешто или не треба. Ние ги имплементираме политиките на владата преточени преку законското решение во собранието. Тоа е една работа. Втора работа е дека секако дека ние имаме наши мислења, наши ставови. На последната мисија од Меѓународниот монетарен фонд, ние како Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија излеговме со мислење и во отворена дискусија што би значило зголемувањето на стапката на придонес, например, за 1, 2 или 3% поени. Нашето размислување беше следно, дека зголемувањето на стапката на придонес по дефиниција не значи зголемување на придонесите во вкупен износ како апсолутен приход. Затоа што тука секој пат има можност за поинаков начин на реакција од бизнис заедницата. Контраефект сметате дека може да предизвика зголемување на придонесите? Секогаш постои начин како приватниот бизнис да си го заштити бизнисот. Ако владата реагира со мерки и настапува например, со даночни стапки кои што го загрозуваат основното функционирање на бизнисот, приватниот сектор секогаш ќе реагира за да си го заштити бизнисот. Сметате дека ќе се вратиме на сива економија, плата во плико? Не можам да го гарантирам тоа, меѓутоа секој пат постои можност да приватниот сектор си го заштити бизнисот. Имате ли некаква проценка за кои би биле ефектите од зголемување на старосната граница за пензионирање? Фискални импликации за таа мерка ПИОМ нема направено, меѓутоа тие се пресметки, односно проценки ги прават така наречените актуари, кои што ние или проценители на среден и долг рок, и во моментот Фондот за пензиско и инвалидско осигурување нема такви стручни луѓе, меѓутоа во соработка со Светска банка веќе 4 колеги се испратени на обука и преку Светска банка тие ќе бидат во следниот период обучени за да можат тоа да го работат. Актуарското одделение кој ги прави актуарските извештаи, го Да, немате на реално? тоа место. Нема да имаме со новата систематизација во ПИОМ, нема да се вика актуарско одделение затоа што многу се ретки актуарите како професија, ќе биде одделение за среднорочно и долгорочно планирање. Добро, сепак, доколку носителите на политиките ве прашаат дали за вас, како прв човек, е прифатливо одење во пензија на 67 и зголемување на пензискиот придонес. Дали го гледате како решение со кое што утре вие како менаџер може да излезете и да кажете дека сепак јас стабилизирам состојбата во Фондот за пензиско? Фондот за пензиско секогаш ќе ги следи препораките и политиките на владата, затоа што ние сме и по дефиниција формирани како фонд од владата. Неминовно е, ние можеме да дадеме предлози, меѓутоа конечниот збор секогаш го има владата преку измене на законот во собранието. А вашите мислења и предлози кои се? Тие се ирелевантни во овој момент. Ви благодарам, господине Саздов. Исто Фискалниот совет препорача одење во пензија на 67 години и изголемување на стапката на придонесот. Вториот пензиски столб е стабилен. Во моментов има таму акумулирани околу 2 милиарди и 500 милиони евра за последни 18 години од кога е таа реформа.
Каква е состојбата и како би влијале вакви политички одлуки и нови мерки на вториот пензиски столб? Благодарам на прашањето. Видете, ние во пензискиот систем, едноставно, тоа е сложена, како што кажа и директорот на фондот на ПИОМ, сложена структура. Ние го имаме превземено моделот на Светска банка. Тоа е оној модел на тростолбен систем, или ние што сега веќе го нарекуваме, секој столб не може поединечно и самостојно да функционира. Ние овие три столба ги темелиме да изградиме еден јак храм на пензиско осигурување. Моделот на Светска банка е модел кој се состои од генерацијска солидарност и на овој вториот и третиот столб капитално финансирано пензиско осигурување. Ниедна мерка поединечно, дали за фондот на ПИОМ, дали за капитално финансирано, влијае на сите три столба. Сите мерки што ги превзема и владата, а и претходно, во однос на пензиското осигурување, постојано веќе 20 години од кога е воспоставено капитално финансирано пензиско осигурување, не имаме консензус политички во однос на развојот на пензиското осигурување. Се сложуваме дека едноставно за секоја мерка што била превземена сме имале консензус и од страна на стручната јавност и во однос на академската јавност, секојаш давале позитивни, така и со стручните служби со кои работиме и господинот Мемов и ние во агенцијата, како и пензиските друштва, ги разгледуваме секоја од овие мерки. Овие мерки не се нови, како што кажавме. Не само во Македонија, и пошироко и во регионот, и во Европа, се соочуваат со тие превземања на мерки, како зголемување на одењето на години на старост, зголемување на условите за исполнување на пензија, дали тоа е стажот за осигурување. И трета мерка што постои е онаа што ја спомнавте, зголемување на процентот за придонеси. Придонесот не е едно, тоа е мерка која се дели како за првиот столб, така и за вториот пензиски столб. Средствата веќе, како што кажавте, се 2,6 милиарди евра, тоа е негде 16,5% од бруто домашниот производ на државата, и кои го земаат негде над околу 630.000 членови во капитално финансирано пензиско осигурување. Така што овие мерки се разгледуваат како од страна на Светска банка. Како што кажавме, имаме постојани средби на мисијата на Светска банка, кои секој од овие мерки поединечно. Имаме доста предлози кои не се пласирани во јавност, но можеме во текот на емисијата исто да ги образложиме посебно за капитално финансирано пензиско осигурување, што го супервизира агенцијата. Кај капитално финансирано пензиско осигурување моментално сме во период на акумулација на средствата. Тоа значи дека само ги акумулираме придонесите и пензиските друштва ги инвестираат тие средства во хартии од вредност кои согласно регулативата се определени и каде што имаме баш во овој период добри приноси за членовите на капитално финансирано пензиско осигурување, а понатаму и ни следува периодот на деакумулација, односно исплата на пензии согласно производите што ги нуди, што ја нуди регулативата. Рековте дека имате актуар, односно некој одделение кое прави анализи и проценки. Кои се нивните проценки врз база на Светска банка и ММФ што ни препорачуваат, врз база на Фискалниот совет што препорачува, што е најдоброто да се превземе во моментот според нив? Значи, никој нема да каже сега поединечно која мерка би ја превземал. Ви ги кажав, овие се трите мерки кои се на маса постојано. Значи, и зголемувањето на се соочуваме веќе, мислам дека секој од нас постои свесност дека едноставно и такви се и статистичките податоци, дека луѓето живеат се подолго. Податоците се дека имаме и песимистички и оптимистички, дека веќе и во јавноста се појавија податоци колку живееме во периодот
од пензионирање до смртта. Те се некои основни податоци кои ги следат и актуарот и едноставно академската јавност. Тие податоци се јавно достапни и се во насока да се преземат одредени мерки. Дали ќе се зголеми периодот на годините на одење на старосна пензија, дали зголемување на придонесот за секој член индивидуално. Сега пред да преминеме на други прашања, предлагам да ја погледнеме анализата на Бизнис 21, која низ бројки покажува како низ годините растеше минусот во фондот за пензиско и колку тој дополнително ќе порасне, за да стигнеме до ситуација сега, како што предупредува Фискалниот совет, дека фискалната одржливост на фондот за пензиско е од посебен фискален ризик за државата. Минусот во пензискиот фонд за 14 години покрај 9,6 милиарди евра пари од пензискиот придонес изеде и дополнителни 6,3 милиарди евра пари од граѓаните преку државниот буџет, но дупката во фондот уште ќе се продлавочува, па од 2025 до 2029 година ПИОМ ќе ги чини граѓаните уште дополнителни 4 милиарди евра, покажува фискалната стратегија. Или за 19 години граѓаните покрај пензискиот придонес уплатили и ќе платат вкупно 10,5 милиарди евра плюс од буџетот за сервисирање на дупката во пензискиот фонд за редовна исплата на пензиите. Како ќе ги санираме штетите од политиките? Ќе се одели на 67 години во пензија од 2026 година. Ќе расте ли стапката на пензискиот придонес на 19,5% во 2026 за 2029 да стигне 21%, како што препорачува Фискалниот совет. Ова се прашањата кои се ги поставуваат граѓаните, но главното прашање е како стигнавме до тука. Бизнис 21 анализираше како предизборните ветувања, популистичките мерки за придобивање на гласовите на најголемото гласачко тело во земјава над 300.000 пензионери, низ годините го продлабочуваа минусот во пензискиот фонд, кој се санираше со се повеќе пари од буџетот. Анализата покажа дека само последното предизборно ветување на сегашната власт кој станува реалност, линеарното зголемување на пензиите за 5.000 денари од март наредната година ќе не чини дополнителни 336 милиони евра годишно, или над 1,3 милиарди евра за 4 години. Но да почнеме од почеток. Ги анализиравме приходите и расходите на ПИОМ од 2010 до сега. Еве што велат бројките. Во 2010 година од државната каса се одделале 231 милиони евра за да се пополни недостатокот во ПИОМ за редовна исплата на пензиите, или недостасувале 34,3% инекција од државниот буџет за да се пополни минусот во ПИОМ. Но низ годините износите потребни од државната каса се повеќе растат, но расте и процентот потребен за стабилизација на фондот. Во 2017 година износот се дуплира на 462,7 милиони евра и достигнува 43,6% дополнителни пари од граѓаните за да се санира фондот. Во 2019 до 2020 година со реформата, пензискиот придонес кој го плаќаат фирмите во име на работниците се зголемува од 18 на 18,8% со цел да се стабилизира состојбата. Па така во 2019 процентот на учество на буџетот на државата паѓа на 37,1% или биле потребни дополнителни 456 милиони евра од буџетот. Процентот се намалува се до 2023 година и стигнува до 32,6%. Но тој пат е прекинат со изборите и реализирањето на предизборното ветување за линеарно зголемување на пензиите за 5.000 денари. Па така во октомври годинава овој процент се искачува на над 39%. Но што значи тоа во пари? Ако во 2023 година буџетот, односно граѓаните издвоиле 510 милиони евра, годинава сумата само до октомври се искачила на 622 милиони евра, а фискалната стратегија покажува дека годината ќе ја завршиме со 656 милиони евра дополнителни пари од буџет за сервисирање на дупката во ПИОМ. Тоа значи дека само за една година од 2023 до 2024 сме го зголемиле минусот во пензискиот фонд за цели 146 милиони евра. Но најстрашното допрва доаѓа. Еве ги проекциите на експертите кои ја работеа фискалната стратегија. ПИОМ само во наредните 4 години ќе
ќе ги чини граѓаните дополнителни 4 милиарди евра. Па така сумата која што ќе недостасува во фондот за ПИОМ и ќе мора да се сервисира од државниот буџет во 2025 година ќе достигне 827,6 милиони евра. Тоа се плюс 171 милиони евра од годинава, а дури 317 милиони евра повеќе од 2023 година. Како се стабилизира новиот шок на пензискиот систем, така и сумата малку се намалува, а процентот во 2029 паѓа на 29. Што покажуваат бројките? Дека пензискиот придонес никогаш не бил доволен за исплата на пензиите. Старењето на населението и емиграцијата на младите си го правеле своето. Па така за 14 години досега во ПИОМ влегле вкупно 9,64 милиарди евра од граѓаните само од придонесот за пензиско осигурување. Од него во 2010 се собирале над 427 милиони евра. Во 2023 година достигнал 1 милиарда, за годинава до октомври да изнесува 940 милиони евра. За пензии пак во овие 14 години се исплатени околу 13 милиарди евра или 3,3 милиарди евра повеќе од тоа што се прибрало како пензиски придонес. Ако во 2010 пензиите за речиси 278.000 пензионери не чинеле 560 милиони евра, до октомври годинава чинат 1,2 милиарди евра или двојно повеќе, или до крајот на годинава за нешто над 342.000 пензионери само за пензии ќе се исплатат 1,47 милиарди евра. Што добија пензионерите од политичарите? Имаат ли подобар животен стандард? Еве што велат бројките. Просечната пензија во 2010 година изнесувала 10.273 денари. Таа низ годините растела според законските усогласувања согласно методологијата која се менуваше, но најмногу преку ветувањата на гарнитурите на власт постизборно. Па така годинава достигна 23.727 денари, но и на крајот на 2024 година имаме 27 лица со пензија од речиси 83.000 денари и околу 3.000 со пензија над 60.000 денари. На другиот крај, како и досега, над 200.000 пензионери земаат пензија под просекот. На над 145.000 пензијата им е под 19.400 денари. За 25.200 пензионери пак просекот е далеку. Тие живеат со под 15.700 денари месечно. И на крајот останува отворено прашањето кој ќе ја плати сметката од политиката, ќе падне ли товарот на грбот на идните пензионери. Враќаме назад во студиото, ги погледнавме бројките и прашањето и за двајцата. Како стигнавме до тука, односно од фонд кој на времето поседуваше дури и акции при приватизацијата, да стигнеме до оваа состојба каде што ниту експертската јавност, значи препорачува мерки како да го санираме фондот. Господин Мемов? Благодарам. Значи, состојбата на финансиската состојба на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување мора да се нагласи дека не е резултат на нетранспарентно, нестручно, несовесно работење на раководствата на Фондот за ПИОМ во изминатите години, 30 на години, од кога постоиме како независна држава. Оваа состојба е наследена и планирана состојба врз основа на владините политики, економски и социјални политики што се воделе во текот низ годините. Само како илустрација ќе ви кажам дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во текот на после приватизацијата, например, поседуваше акции во минимум од 10% од сите приватизирани акционерски друштва. И тие со текот на годините се продавани со одлука на влада. Од сите влади до ден денеска. Значи, за да се нема трансфер од буџет, се искористувале тие средства за исплата на пензија? Значи, тие средства се искористувале за разноразни потреби на владата. Сега можете ли да замислите Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да ги поседуваше тие акции од дивиденда колку средства ќе имаше како прилив. Најголемите компании се Најголемите компании. Еве, имавме Фондот за пензиско, имало акции од Европа, имало од Алкалоид, имало од Охис. Во моментот имаме само одреден број на акции во Комерцијална банка. И како дивиденда ние тие ги користиме како приливи во текот на годината. Исто така, оваа состојба е резултат на други економско социјални мерки, да речеме
даночно ослободување од придонеси во технолошко-индустријските развојни зони. Имавме случај каде што беше донесен во 2003 година така наречениот Бранков закон, каде што од вкупниот број на придонеси со законско решение беа ослободени 70% од придонеси да се платат обврзниците, односно осигурениците, да платат само 30% и врз основа на тоа да им се рачунат дека се платиле 100% придонеси. Исто така еве сега зголемувањето на пензиите. Исто така допринесува за зголемување на овој дефицит на некој начин. Токму и Фискалниот совет тоа кажува дека на 2 пати по 2500 денари зголемување на пензиите уште дополнително ќе продлабочи дупката на фондот за пензиско. Владата апсолутно е свесна за таа работа и она што можам јас да го кажам е дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување има основни две функционалности што треба да ги извршува во своето функционирање. Основни две. Првото е исплата, навремена исплата на пензиите секој месец и за таа исплата гарант е владата на Република Македонија. Втората основна функционалност што ја извршува, тоа е обезбедување на остварување на право на пензии. Тоа го работат службите, филијалите и така натаму, целиот систем на Фондот за пензиско осигурување, за да може да граѓаните ги остварат своите права. Тие две работи се поврзани една со друга. Владата ги гарантира овие средства, апсолутно, и сведоци сме дека на секој први во месецот пензијата се исплаќа навремено, а вториот дел е функционирањето на службите на фондот со граѓаните, каде што ние ги обезбедуваме тие права практично. И можам јавно да кажам дека за овие 2 месеци бројот на активни предмети за решавање на остварување права на пензии се намалени скоро за 1/3. Иако фондот работи со капацитети со број на вработени минус 202 по договор на дело, што не им беше продолжен договорот од заклучно со 30 јуни оваа година. Господине Саздов, и вие ги видовте бројките, што значи нарушена стабилност на фондот за пензиско на првиот столб за осигурениците од вториот столб, бидејќи тоа е реформа која што се правеше пред 18 години, има видливи кои бенефити би ги користеле понатаму осигурениците од вториот столб. Ги имаме тие проекции јасни и прецизни, што конкретно ваква нарушена стабилност би значела за вториот столб? Повторно ќе кажам, значи, пензиското осигурување е така концепирано. Фондот на ПИОМ е поставен на основи на дефинирани пензии. Значи, секој вработен однапред знае врз основа на својата пензија и работниот стаж, врз основа на заменските стапки, се дефинирани придонеси. За разлика од вториот и третиот столб, таму се врз основа на дефинирани придонеси. Значи, членовите врз основа на исплатата на својата плата, во однос на бруто платата, 6% се одвојува на нивната индивидуална сметка, така што сите овие мерки што и претходно во континуитет фондот се соочувал, ги спроведувал врз основа на постојната ситуација со која се соочувал во текот на целиот период. Еве и сега со кои одредени мерки што се превземаат врз основа на ситуацијата во која се наоѓаме. Сега ние во однос на првиот столб сме малце покомотни поради тоа што вториот столб се уште сме во период на акумулација на средствата. Кај нас просечен член, возраста на просечен член е од негде од 37 до 40 годишна возраст. Тоа значи дека имаме уште 20 години на просечен член до исполнување условите 62 и 64 годишна возраст, тие средства да се оплодат.
нивните средства се строго дефинирани каде може да се инвестираат и да се оплодуваат. Се разбира, во изминатиот период ние како еве веќе 20 години, некој што е член уште од 2006 во системот се соочија со одредени финансиски промени што ги затекна и самите пазари, но скривата на принос покажува нагорен тренд на секоја на долгорочен производ како што е пензијата. Пензијата е многу сложен производ. Значи, се работи за долгорочен производ, кој опфаќа одреден голем период на инвестирање и на вложување, на заштеди на средствата. Потоа, тие средства се инвестираат. Едноставно, луѓето опфаќа голем број на членови. Во нашиот систем веќе има 650, скоро 650 илјади членови, што е негде околу 80% од работоспособното население се веќе членови во капитално финансирано пензиско осигурување. Средствата се веќе, како што кажав, оплодени. Се разбира како и во првиот столб и во вториот столб се соочени со одредени ризици, како што рековме, со дигитализацијата, со овие промени што се во однос на ризиците за во однос на управувањето на средствата, ризици во однос на климатски промени, во однос на за сајбер безбедност, голем број на податоци се собираат како во фондот на ПИОМ, така и за капитално финансирано пензиско осигурување. Така што и во капитално финансирано, како и во првиот столб, се соочуваме со одредени ризици кои се управуваат тековно за пензиското осигурување. Но што би значил за вториот столб ризикот на првиот столб, односно нестабилноста, фискалната несигурност на првиот столб, колку би можело да се одрази на вториот столб? Да. Идејата кога е воспоставен овој систем на Светска банка, идејата е да 50% да се земе од првиот столб и 50% од вториот столб, така што членовите на вториот столб да земаат пензија и од двата столба. Сега, еве и кај нас, например, уплатата е само 6%, околу 1/3 од моменталната, и помалце од 1/3 од моменталниот придонес. А ние треба да исплаќаме 50% од пензијата. Не разбирате? За тоа се разгледуваат сите можности. Ние имаме сега предлог за законска, што го разговараме и со нашето надлежно Министерство за социјална политика и демографија и млади, каде што предлагаме одредени законски измени со цел да оствариме поголем принос за членовите. Едната мерка е, например, формирање на пензиски фондови врз основа на животни циклуси. Тоа значи дека за помладите да може да се инвестираат поризични инструменти, за тие што се во средна од негде од 40 до 45 до 55 во балансирани портфолија и над 55 во помалку ризични. Некои модели кои веќе се превземени и во други земји кои имаат слични системи како нашиот. Така што одредени ризици веќе ги абсорбираме и ги даваме како предлози со надлежното министерство. Друга мерка е она што е веќе и со првиот столб го подготвуваме во однос на транспарентност. Се разбира, ако имаме стабилен пензиски систем и стабилна финансиска ситуација во државата, ако имаме транспарентност и информираност на нашето население и јавност. На транспарентноста работиме и со првиот столб, еве таа е една од мерките ќе потврди господинот Мемов, дека работиме на пензиски калкулатор кој треба да подобри транспарентноста на системите, така што секој член ќе биде свесен колку ќе му биде средствата од првиот столб, колку ќе му биде и од вториот столб. Така што овие некои мерки ги превземаме со цел подобрување на пензискиот систем во целина за нашите граѓани. Господине Мемов, линарното зголемување на пензиите за 5000 денари, како што погледнавме од анализата, ќе начини над 330 милиони евра годишно, односно за 4 години 1 милиарда и 300 милиони евра треба да обезбеди, да речеме, државата, бидејќи е гарант за пензиите. Кажете ми, имате ли некаква стратегија како ќе го стабилизирате државниот фонд? Имате ли некакви размислувања кои би можеле да ги ставите на маса
во која насока биделе реформите на некој начин стабилизацијата на фондот? Ако ми дозволите само претходно во делот на анализата што ја направивте, добро е да се спомене дека во буџетските трансфери што ги прави владата спрема ПИОМ, тука влегуваат исплати, односно трансфери, исплати во вториот столб и исплата на трансфери према Фондот за здравствено осигурување од 13% на бруто износ. Дали во таа насока би била размислувањето? Сега ќе ви кажам. Значи, на годишно ниво, во проекциите на буџетот, еве и за 2025 година, Фондот за пензиско има планирано исплата на трансфери практично према Фондот за здравствено осигурување во вредност од 250 милиони евра годишно и односно 200 милиони евра и трансфери спрема вториот столб од 250 милиони. Значи во вкупните буџетски трансфери влегуваат овие 450 милиони евра на годишно ниво. Така да една од мерките што ако сакаме сега ако зборуваме за стабилизација на буџетскиот дефицит за исплата на пензиите, една од овие мерки е следната. Значи, пензионерите во текот на своето работење, кога биле редовни осигуреници, они имале платено придонеси за пензиско и придонеси за здравствено осигурување. Практично сите активни пензионери се, односно корисници на пензии, го имаат искористено, односно го имаат остварено правото на бесплатно здравствено осигурување. Сега ние дополнително исплаќаме од Фондот за пензиско 13% на нето платата здравствено осигурување на пензионерите. Тоа е една од мерките која што би можела да ја превземете во иднина. Ако зборуваме сега за стабилизација само на пензискиот систем изолирано, тоа ќе има одредени ефекти значителни во делот на процентуалното намалување на буџетскиот дефицит. Статистички. Меѓутоа, овој дефицит треба, според мене, треба ние да ја гледаме големата слика. Таа голема слика е буџетскиот дефицит на државата. Значи, тука се сите системи кои што се внатре. Најдобра мерка за стабилизација на пензискиот систем не се само овие изолирани мерки, поединечно зголемување на придонесот, зголемување на старосната граница и така натаму. Единствена мерка која што е економски издржлива е зголемување на економскиот раст во државата. Значи, таа е работа на владата и затоа викам јас. Владата го гарантира ја гарантира исплатата на пензиите. Добро, кои други мерки вие би можела да ги предложите на некој начин? Пак се враќате локално. Значи, најдобрата мерка е зголемување на економскиот раст. Зголемување на платите, општи се, знам дека се општи, меѓутоа тие се економски показатели кои што ќе влијат на стабилизација на вкупниот економски систем во државата, вклучително и пензискиот систем. Сега, ако гледаме само локално за фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тука има повеќе мерки, односно повеќе начини како фондот да се стабилизира. Фискалниот совет ги дава клучните поенти, затоа што основни извори на финансирање на пензискиот фонд се по основ на придонесите, стапката на придонесот од бруто платата. Сега, ако се, да речеме, извадат, односно да не бидат надлежност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, плаќањето на здравствено осигурување на пензионерите, кои што и вака и онака го имаат остварено тоа право, тоа ќе биде терет на Фондот за здравство утре. Тоа ќе си биде товар на здравствениот систем. Затоа што и сега се пензионерите товар на пензискиот систем, затоа што они си го имаат остварено тоа право, ги имаат платено своите придонеси во текот на работниот век. Од друга страна, фондот работи, стручните служби работат на краткорочни и среднорочни мерки за
еве намалување на дефицитот. Тие се сега во работна верзија, се во Може ли да ни откриете некои од тие мерки, бидејќи сме при крај на емисијата? Тие се само како размислувања, може да кажеме, ќе ги дадеме нели во Министерството за социјална политика и до владата. Меѓутоа, пак ќе кажам, тие мерки се влегуваат со многу мал процент во делот на зголемување на приходите. Генерално фондот приходите ги црпи од придонесите. И тука треба да се размислува во таа насока, кога ќе имаме зголемување на капиталните инвестиции преку зголемување на економскиот раст, тука ќе растат платите и вклучително на тоа работодавачите ќе може да ги исплаќаат придонесите. Баш такви иселувањето на младите плюс не оди во прилог на сето тоа, меѓутоа апсолутно, еве како конкретна мерка, мислам дека таа оди во насока на зголемување на бенефитите кај пензионерите. Една од мерките би била предложена да пензионерите и после остварувањето на право на пензија да можат да работат со скратено работно време или со полно работно време, при тоа да ја задржат пензијата во целосен износ, а работодавачите во консултација со стопански комори, со приватни компании од приватниот бизнис, тие се спремни да ги платат целосно придонесите, меѓутоа треба да се најде механизам како тие придонеси да не влијаат, затоа што придонесите се врзани за лично за име и презиме по пензискиот број, како тие формално да се книжат во пензискиот систем. Сега да одиме малку конкретно, затоа и ова ве прашував, стара идеја на ВМРО ДПМН и претходно се спомнуваше, меѓутоа и сега некако се споменува да се разгледа позицијата на вториот пензиски столб. Има различни гледишта и од намалување на 6% кои се префрлаат во вториот пензиски столб до негово укинување. Дали има такви размислувања и кои би биле ефектите од сето тоа? Сега не би сакал да ги коментирам политиките на партиски на ВМРО ДПМН. Јас можам да ги коментирам владините предлози, меѓутоа ќе го кажам моето мислење. Вториот столб, друштвата што се во вториот столб, еве ги имаме податоците и тоа добро е граѓаните Бидејќи немаме толку време, би сакала само концизно да ни кажете. Во моментот во трите друштва имаме околу 2,5 милиарди евра или 2 милиарди 546 милиони евра распоредени по сите друштва. Ова значи дека имаме ние финансиска стабилност на пензискиот систем. Имаме две опции. Во следниот период, вториот столб може да се стимулира со олеснување на начинот на кој што ги прават инвестициите. Сега се многу ригидни тие механизми и они се ограничени во овој дел да инвестираат. Значи за 18 години пензиските друштва од вториот столб имаат остварено приход, односно профит од само 800 милиони евра, односно 766 милиони евра за цели 18 години. Вкупните дотации биле 1 милиарда и 700 милиони, оствариле 760 милиони. Добро, која е идејата сега? Кој е размислување? Размислувањата се следни. Значи, или да се зголемат можностите да вториот столб да може да инвестираат полесно, со тоа што ќе имаме прогресивен профит во делот на нивното работење, може би треба да се размислува за зголемување на стапката на трансфер кон вториот столб, за да се зголеми исто така сумата на буџетите со кои што тие би располагале за да функционираат, односно за да инвестираат, или втората крајност е вториот столб во целост да се укине. И сега тука се дилемите кои што треба, например, владата, сериозни анализи се тоа може да се направат. И уште една работа само да ви кажам, како трендови во некои од европските држави, како што се Унгарија, Хрватска, Словенија, веќе се напушта идејата на вториот столб. Сега тука за ова е сериозна реформа која што е направена во 2004 година и функционира сега како замислена стабилност на вториот столб.
односно на пензискиот систем. Идејата, само што ќе завршам со ова, идејата на која се носела оваа реформа во 2003-2004 година е да се обезбеди дополнителни финансии од комерцијалното работење и инвестирање на друштвата во вториот столб, за да се намалат трансферите од буџетот во ПИОМ. Ви благодарам, господине Саздов, што би значило укинување на вториот пензиски столб или намалување на стапката на придонес? Кои би била реперкусиите тук? Јас, ово е модел на Светска банка кој е воспоставен и веќе функционира врз основа на собственичка структура, како што кажав, на индивидуална собственичка, индивидуална сметка на членовите на капитално финансирано пензиско. Значи, они се собственици согласно регулативата на средствата кои се оплодуваат на... Зашто е таков само секунда, само за однос на инвестирањето. Се извинам, но мора, круцијално е. Зашто има ваква инвестициона структура? Тоа е поставена во регулативата во однос на Светска банка. Мора средствата на пензионери, на идните пензионери да бидат инвестирани во сигурни хартии од вредност. Тие, токму и претходно кажав, сега имаме модели каде што Хрватска, Словачка и доста други земји ги направија измени во регулативата во аспект на тоа што секој врз основа на возраста да има инвестиции во однос на ризичноста на хартиите од вредност. Сегашната структура е така поставена што е малку балансирано или конзервативен начин на инвестирање на средствата и затоа се такви инвестирани во сигурни инструменти, каде што стапката е на приноси не се толку големи, но сигурноста на инвестициите е многу поголема. Затоа имаме и стабилен на долго рок, стабилен принос на пензиските фондови. Тоа е во однос дали треба да се укине укинување или намалување на стапката на придонес која што се уплаќа, што би значило за вториот столб. Дали со такви мерки нема да направиме уште поголем хаос на пензискиот систем? Дефинитивно ќе направиме поголеми проблеми со оглед на тоа што веќе имаме големи инвестиции од страна на пензиските друштва во системот за пензиско осигурување. Тоа се странски капитали, каде што ги вложиле своите средства во нашата држава и каде што на долг рок се остваруваат одредени воспоставени системи на функционирање за вториот столб. А што ќе значи за осигурениците? Им се скратуваат ли на тој начин правата со преминување во првиот столб? На вториот столб? Се разбира, видете, сосема е различен начинот на функционирање. Овдека имате индивидуална сметка, своја лична, и овие пари се наследни. Ова е собственост лична на секој член. Задирате во собственичката структура. Тоа е како секој финансиски инструмент. Тоа е како да затварате банкарски систем, ги земате сите средства. Така е најлесно банкарскиот систем да го затвориме и сите пари во буџетот додат. Да идеме за секојот финансиски производ, собственичката структура на средствата е приоритет како на државата, така на индивидуалецот. Така. За крај мораме тука да привршуваме. Господине Мемов, ќе ве прашам уште нешто кратко. Септември имаме законско согласување на пензиите. Дали тоа ќе биде законско или бидејќи ќе бидеме во изборен период, како што гледавме нели во анализата, политичките ветувања многу значат негативно за фондот за пензиско, дали би имале такви некои поместувања? Не, значи законското решение е многу јасно и концизно. Во март месец ќе следува покачување уште едно од 2500 денари, а во месец септември се продолжува да важи постоечкото законско усогласување и тука е проектирано во буџетот за 2025 година усогласување помеѓу 3 и 4%. Ви благодарам на двајцата што бевте мои гости. Се надевам го задржавме, почитувани гледачи, вашето внимание. Стануваше збор за актуелна и интересна тема. Ви благодарам на вниманието. Јас сум Александра Филиповска. Вие ја гледавте емисијата Бизнис 21. Следна средба ви закажувам наредната среда во 21:30 часот, а до тогаш останете со програмата на телевизија 21.